Ајде, добро утро, Урош, како си? Добро утро, добро ве најдов, Теодора, супер, фала на покана. Увакао на утринска, ма волку рано не сум снимала. Да, доста рано е, сега не знам кога ќе ја пушташ. Да, пак ќе биде рано. Ќе биде рано на сабајле или ќе биде навечер, ама дали да кажеме добро вечер или добро утро. Кој кога ќе не гледа, што преш, како си? Добро е, еве, малце така кафе и на сабајле да се освестам и тоа е тоа. Ти? Исто и јас, да се освестам, овие се меѓу последните подкасти вака што ги снимаме, потоа ќе снимаме репортажи. И ти кажав тој неколку пати кога сме се виделе низ грати на Facebook дека не можеше да пројде тебе да не те викнеме во подкаст. Фала ти на честа. Како е со твојот подкаст, бидејќи веќе кога имаше 6 месеци, колку помина? Поише. Почнавме Или негде повеќе? почеток на негде февруари го почнавме, мислам, или март. Така да повеќе уште малце година ќе фати. И се слушали и кај нас, бидејќи е на англиски подкастот. Да, највеќе има гледаност од кај нас и од Америка. Не знам, луѓето што не се упатени, да им кажам дека е музички подкаст и дека се работи за кратки, не се кратки, има некои по 20 и нешто 30 минути, ама има некои по сат и пол што траат епизоди. Се зависи од колку е отворен музичарот да збори и правиме муабет со музичари од светски ранг, да речеме, не знам, од гитаристот на Whitesnake, од гитаристката на Evanescence, и не знам, пејачот од Rainbow и така. Значи, со доста познати. А како, лесно ли е тие, ајде, звезди, не сакам да го користам, ама Па лесно ли е тие... они не викаат сами за себе дека се звезди. Лесно ли е тие музичари да се договорат да гостуваат? Па некои полесно, некои потешко. Ја на некои им пишувам директно или на Инстаграм пораки или на чет на Фейсбук, а на некои мора да им пронајдеш менаџер или мејл, кој што има за контакти за медиуми, и им пишувам на имејл. Значи, на тој начин ги комуницирам, или менаџери кои што веќе ги познавам, кои што сум ги среќавал на фестивали и така. Не сватив никогаш зошто, тој во Македонија го забележав, бидејќи сум имала музичари како гости, не сватив никогаш зошто е толку лесно од една страна да се договараат музичари од алтернативна сцена, додека пак било кој друг профил на пејачи или луѓе на страна што се од музиката се многу потешки. Што е тоа вас што ве прави да сте толку достапни? Поотворени? Поотворени би рекол, да. Поотворени, па може би па и достапни. Па може би и пази, и самиот начин на комуницирање на живот ни е таков уште од помлади кога сме почнувале со бендови и со таа сцена, и со, да речам, тој вид на уметност, не сме почнале директно со телевизии, медиуми и веројатно има и тоа врска. Затоа што некогаш кога бевме помлади, ни требаше медиум, ама немавме поддршка од еден медиум. И сега одеднаш кога сакаат луѓе да направат нешто со тебе, и дали интервју, дали да те поддржат некако медиумски, тогаш гледаш дека мора тоа да не го одбиеш затоа што нема многу кои што те поддржуваат, така во таа сцена. И затоа сме толку поотворени и по... Сега особено нема медиуми што поддржуваат алтернативна сцена. Мислам, не дека нема, ама ако се спореди до пред некое време, кога на национални телевизии имаше емисии што баш буквално е поддржуваа сцената. Еден период исто немаше за поддршка, збориме се, за поддршка на алтернативна сцена секогаш било мањкало, знаеш, никогаш немало као вау поддршка супер голема, туку имало по една-две емисии некои на некои телевизии и ќе го снема тоа и пак ќе се појави и никогаш не било константно тоа. Значи никогаш не било константно, ама задниве години со овие подкасти со гостувања онлайн, тоа е малце променето. Иначе претходно кога постоеше само телевизија како медиум, езда интернет има веќе 20 години, ама немаше такви емисии на интернет, немаше подкаст, немаше... И немавме толку интернет сите, за да гледаме на интернет. Да. Тоа со повеќето гости тука што беа што се од алтернативна сцена го зборевме, сега во моментов не ни фали нас алтернативна сцена, не фалат нови бендови, нова музика, колку што нема естрада. Кој е твоето мислење? Затоа што во едно време... Збориме за поп или за алтернативна? Или за све? Збориме за се, затоа што нели едново без другото не може да
да постои на некој Да, начин, да. а сега нема толку поп изведувачи нема. Тука се, ама не издаваат и не создаваат и нема толку концерти како што има, па дури и до пред 10 години. Па за поп не знам, реално. За поп музика не знам, затоа што не ја следам таа сцена многу. А за алтернативна сцена, исто така, можам да кажам дека има бендови, ама нема количински бендови како што имаше, го зборам квантитет, како што имаше порано пред 20 години, имаше многу повеќе бендови, мислам дека. Сега има некоја сцена во алтернатива која што спаѓа под некој инди, знаеш, инди рок, инди... Тоа се веројатно трендови, нели, Трендови, светски. да. Или некој постпанк или нешто така, тоа е веќе тренд што трае 10 години. Ама и таа сцена не ме интересира толку многу, ама на пример во таа што ме интересира мене нема премногу бендови, нема премногу избор. Се трудат дечки, има млади што свират, има бендчиња по гледам вежбаат, ама не можеш да ги видиш луѓето на пример као порано надвор. Големи дружби. По некоја свирка се организира, таму ќе видиш. Парк неколку, не тоа е постои тоа. веќе. Па не, порано у парк бевме сите, да. Да, сега не се Илјадници сега не луѓе се во излегувало во парк, ета тоа разбрав. Па порано не знам, бевме илјадници луѓе у парк. Ја памтам кога почна да се излага во парк и памтам и кој го започна тоа. И секоја ќоша тука седат металци, тука седат панкери, нели тоа? Ама сите се Потребата негде во некоја група да припаѓаш Ама кој сите си се мал. дружеа меѓу себе и имаше и хипици, сега више ги нема. Ако ти текне. Да, а колку е тешко бидејќи веќе и ти си тука мислам во самата сцена со Steel Temple повеќе од 20 години, колку е тешко, иако на повеќето и кај нас за жал од сцената не им е единствена професија тоа, не постои некој Мислам, што на никој работи, не му е, на да. никој не му е, не постои Да. некој што работи само тоа и ништо друго, ама колку е тешко да се истрае. Па тешко е, многу е тешко, затоа што прво жртвуваш многу работи од личен комфор, да речам. Например, жртвуваш време со фамилија, време со ако имаш дечко, девојка, ако имаш фамилија, деца, било што, знаеш, кога си во алтернативната сцена, кога си во бенд, имаш може и веќе у повозрасни години веќе имаш и жена, деца, нели? И многу жртвуваш од тоа да не бидеш со фамилијата, туку да идеш да правиш проби, така? Или работа, треба да работиш уствари у тоа време да кога знаеш кога си млад, место тогаш да се фокусираш на работа, ти уствари двоиш време за свирење у гаражи. Да, и за други работи ти се шета. И се, нели? Сега реални да бидеме. И веројатно никој од вас, кога си многу мал, не ги сваќаме толку сериозно работите. Тука нема за жал во Македонија посериозни менаџери, како што има еве и во една Србија во странство, секаде па са некој да седне со дечко, дете од 18 години да работи, да му каже вечер не може до 5 да седиш да се пијанчиш, има да работиш. И веројатно недостига и тој момент на менаџирање, бидејќи ти за во подкастов твој кажуваш дека тие нели сериозни артисти, музичари имаат менаџери кај нас. Па да, ти не знаеш постои какви... менаџер. За таа музика нема. Кај нас, мислам, нема. Немало никога си почињал. Поддршка за таа сцена нема такви менаџери, да. Може се ретки за некој стил на музика од алтернатива. Зашто вие треба да работите се, ти треба да најдеш кај да свириш, да се договориш, да пишуваш, да снимаш, значи се е паднато на бендот. Ми беше многу чудно овој Джоел Хоукстра, гитаристот од Whitesnake, што ми беше гостин. Он беше како на скеджул, ми пишува од такси, вика слетав, значи ја го чекам за подкастов да почне, ми вика само што слетав од авион, ми каснеше малце авионот и вика треба со тебе да го направам интервјуво и треба да имам друго одма после, ама вика може ли твоето да го одложам, прво да го имам другото, па после него да го имам твоето интервју затоа што вика те молам почекаме саат 2 и ме замоли и го почекав затоа што има тајт скеджул, знаеш. Цело време е нешто му има договорено менаџерот и мора да го направи тоа. И сега е договорено 2-3 интервјуа поред и ми кажува на интервјуто на подкастот, на епизодата, ми кажува, вика, одма после ова треба да снимам 3 солажи на 3 песни, каде што сум гостин, не знам, на некого. Значи има доаѓа од турнеа,
слетува 3 интервјуа и после тоа да снима у студио до вечер. Многу набиен, ми рече секој ден му е таков. Да, Замисли. што нас тука не знам ни пееви од естрадава, не знам кој живее со таков некој редослед, мислам овие дека имаат нема. такви, овие имаат такви као нон-стоп. Мислам дека Ептен работа и гледам дека сега пак се активира, дека има Слаткар можеби, бидејќи он од која почнате баш во бубање, нели е веќе многу популарен. Некаде ми излезе дека во Австралија ќе има турнеја, што Не знам, го сретнав не, јас. он е баш нели некој што е во таа машинерија влезен веќе со години. Го сретнав скоро на една изложба, правевме муабет, не сме се виделе од времето на Вулкан, да што ние свиревме у Вулкан редовно секој викенд, а они правеа Temple of Hip Hop или Temple of Rap, како им се викаше тоа. И тогаш се знае, од тоа се знаеме со сите нив, со сите од рапериве и така евоциравме спомени за тоа време со него. И ми кажа дека што прави ново и така. Ама мислам дека не му е толку тајт скеџул, зборам цело време преку цела година, знаеш. Не знам, појма немам. Да, ама кај нас мислам дека недостатокот на менаџери може би за сите вас е многу тешко. Да, мислам да. Мислам дека да. во смислана и дека сам мора се да се договара, се да се работи, од друга страна нели за до каде еден човек може да отиде со кариерата, бидејќи еве ајде Тоша Проески ќе го споменеме, во моментот кога тој доби сериозен менаџер, до каде му отиде кариерата на 25-6 години. Да. Што не, мислам дека тоа не се повтори после тоа у Македонија. Имаше он генерација бевме со Тоше, а ја ликовна академија ја учев, он музичка, ама имавме заедно часови некои, филозофија на уметност и одбрана и заштита и нешто. Заедно имавме сите три академии и драмска. И ама не се појавуваше, он тогаш му почна кариерата и не идеше на часови, ретко идеше на академија. Ама имавме исто заедно имавме часови со него. Ќе се прашам понатаму за ликовната академија, бидејќи сакав и за тоа да те прашам, но снимате ли вие сега нешто? Со подкастот? Не со подкастот, со бендот, со Steel Temple. Со бендот, да, Да. со Steel Temple. А вака, со Steel Temple неколку години сме као, не сме на пауза, мислам, не сме кажале дека сме прекинале, туку пред година дена негде влегов ја у студио и снимив некои 10-11 траки на бубњеви. И тоа го оставив како, мислам, имаме некои песни нови и треба да се доснимаат, ама останавме еден период без гитарист пред 2-3 години и од кој фати ковидов наваму. Си отиде од бендот Адриан кој што ни свиреше втор после Денис. Денис беше до пред неколку години и после тоа Адриан на неколку свирки. И така, сега почнавме со еве не сме објавиле, ама почнавме да снимаме една песна со еден друг гитарист. Ако бидне понатаму кога снимиме цел албум ќе видиме, не знам. Ја имам снимено бубњеви за цел албум, ама ги чекам други ако може да се усогласиме да снимиме, затоа што сите работат и немаме време за тоа. Колку ви се менуваше бендот со годините, бидејќи нели на сите составите на бендовите, па дури на светскиве се менува многу. На нас не многу. На нас не многу, освен Денис пред кога се отиде Денис од 2018 можда. Од 2000 до 2018 свиравме со Денис на гитара. Ние почнавме да свириме како друг бенд, како хард рок, бенд со Владче од Морал. Тоа беше 2000 година. И он свиреше кратко со нас, тоест пееше година дена. И после дое Филип, кој што ние и се уште пеач. Значи, малку сме се менувале. Филип дојде и истата постава бевме 18 години, Денис си отиде, другите сме сите исти. Што е ретко. Да, ретко е. Што е ретко. Ретко е. Ама сме имале некоја хемија и уште имаме. Мислам се дружиме, идеме, седнуваме по дома, ама не сме снимиле. Али седнуваме, правиме некој гезме, ќе седнеме, ќе се видиме, се дружиме, сите меѓу себе. И Денис исто кој што излезе од бендот, уште ние другари, све се дружиме. Ама не му се свиреше веќе и рече дома ќе правам, ако правам своја музика ќе правам и тоа е тоа, не ми свири у бенд веќе. Никогаш немам прашано кои членови уствари, кој тип на инструмент секогаш е најбаран по бендовите и луѓето често си одат. Тоа знам ако видам некој басист на 5 места и тоа се
луѓето како тебе што свират на Па на бубњеви. времето, да, басисти и бубњари немаше на времето, многу. Мислам, секогаш ќе се најде, ама. Да, тие се гитаристи се најраспространети, да кажеме. Можеби највише има гитаристи. Сега не се сите добри, ама највеќе има гитаристи. Да, најмногу има тоа со Пеца од Супер Хикс кога кога беше тука, зборевме за колку интересно дека тоа е во ретките што свири на бас и пее, што е тоа. Епта ни баш рече, па тоа само ние, викам, значи не сте само вие. И бубњарите не може да пеат и да свират, и сега да ме кажеш ти дали е тоа вистина. Бидејќи јас не сум музички образована и толку се разбирам од музика. Може ли бубњар да пее? Па како не може Фил Колинс цела кариера лупа бубњеви и пее? Ама тоа е многу потешко, претпоставам, отколку да свириш на гитара, бидејќи треба на 5 дела да се поделиш. Тешко е, ама има неколку примери низ рок-н-рол историјава. Например, има еден бенд од Канада, Triumph, и тамо бубњарот исто пее. А зошто е тешко? Тешко е да одвоиш раце и нозе од вокалот. Не можеш да, например, едноставен ритам ако правиш и ако пееш, тоа е окей. Ама ако е нешто покомплицирано со прелази многу со треба на 5 дела да си поделен. Тоа со различни нели временски ритмови, малце не е баш како што, знаеш, мора да имаш некоја слобода у некој празен дел од едноставен дел да лупаш за да можеш да го испееш тоа. Не знам. Ја не сум пробал, не сум пеач, ама да, ме интересираше, секогаш ме интересирало и сигурно тие што ќе слушаат, што ќе гледаат, немаат слушнато вакво прашање. Тоа за пошироката публика. Интересно, ова ви кажувам, Фил Колинс е најпознат бубњар што е пеач во свет. Фил Колинс. Значи тоа тоа бара многу работа и во Genesis лупаше и пееше во неговата кариера. Од кога Питер Габриел се отиде. Тоа бара многу работа и талент веројатно, нели? Пошто повеќе работа од талент за се. Сам научи да свириш бидејќи некако без исклучок да речеме повеќето и добри музичари, луѓе од бендови се самоуки. Па сам со тоа што имав другар еден, се уште ми е другар Злате Мендо, кој што го викаат Мендо, го знаат алтернативната сцена Злате Мендо као најбољи бубњар у Македонија. Кој што заедно учевме у средно и на факултет. И он лупа од дете бубњеви и од него сватив доста работи за лупање бубњеви, ама не сум учел кај никој. Почнав негде 98 или 7 и тоа благодарност на двајца луѓе панкери од 90-ти години, Мзга и Жица. Жица од Лоши деца. Значи, Мзга ме викна кај него у гаража, вика ајде да пробаш, вика да лупаш, зашто гледам дека имаш осе за ритам, пробав на негови тапани да лупам, он имаше бендови, вика ќе правиме бенд ако те бива. Пробав и ми вика, окей, имаш осе за ритам, ќе ти дадам, вика, мали бубњеви, ама баш малечки, да вежбаш дома, неколку месеца и после да направиме бенд. Ама ја не сакав панк да свирам тоа време. И вежбав дома. Бубњевите беа на Жица од Лоши деца, не знам дали го знаеш. Кој што пее и кој што е бубњар. Исто така. И он пее и е бубњар, ама повеќе се фокусира на едно, или пее у бендот или лупа бубњеви, али знае и тоа да го прави и дурлупа и да пее. Така да благодарност на нив двајца што сум бубњар денес, иначе да не ми даде они бубањ двајцата. Немаше ни да ми текне да земам да самиот по себе да лупам. Тогаш ми се створи љубов кон. И претпоставувам нели не е како гитарите каде што некоја гитара можеш да најдеш и за поевтино, дури сам да почнуваш да изразиш некоја желба и дета кога си од дома, кога треба да ти купате нешто што е малце поскапо, претпоставам, отколку првата гитара. Не би рекол. Да? Може да се најде и поевтини бубњеви на старо, се наоѓаат. Не е дека е нешто. Само добро. Јас по некоја логика нели дека ако нешто изгледа поголемо, дека може да е поскапо. Ама и за тоа мислам претпоставувам дека сите бендови почнуваат и во гитари свират и пробуваат и се. Така почнавме, сега ќе ти кажам. Памтам некој период тропав на бубњевите на Жица, му ги вратив. Па после тропав на бубњеви на Пајак од Пепермин. Пепермин, да. Порано имаше друг бенд од 90-ти години, се викаа Принц од Пајак и Империја. И
После имаше друг бенд се вика Крв. со него умало ми е он и у студио му идев често. Лупав на неговите бубњеви малце. И си купив бубњеви Амати, кои што ги продаваше некој бубњар кој што 90-ти години малце свирил со Архангел, ама него памтам како се викаше. Купив Амати бубњеви од него. И он ми ги даде поевтино и супер. Имав бубњеви 2-3 години, додека не заработив пари да си купам поголеми бубњеви Премиер, кои што ги имам и ден денес. Да, ама мислам едно од работите што ти требаат за бубњеви е нели добра изолација, така што претпоставувам дека у гаража. Дома свирале, нема проби. У гаража сме свирале на почеток кај гитаристот Александар Ачко. Свиравме, значи оној бенд што ти го зборев со тој што ме воведе во бубњеви, не го направивме. Туку направив друг бенд со други тројца пријатели. Со Зоки Тевдо и Борче Попот и Ачко направивме бенд, свиравме гранж рок, така. Нешто као Нирвана, нешто као така. Да, пошто тоа трендот било. Тоа беше 90 тренд, и тоа беше 2 години, 98 и 99 свиравме тоа. И од 2000-та почнав по hard heavy така со другиве. Да, ви видов интервју во 2001 во МКЦ, па баш кај што е Владко во бендот. Видов дека видов интервју. Го видов на YouTube што ги имало. Да, видов дека е уште дека постојат некои стари интервју од одбори на Имтем, на некој од тие на МТМ, на кој беа баш кај што 2001 кажа дека до тогаш толку време 2001 е таа свирка и тоа беше нешто за мир, која беше тогаш војната у Македонија. Тоа беше као настан некој за мир и свира многу бендови у МКЦ и таму е тоа интервју. Нешто, така би текнуе, барем. А колку, бидејќи сега од една страна олеснува интернетот, Spotify, YouTube, се што е на некој начин или бесплатна платформа за да ја промовирате музиката, од тоа никој не прави пари ни во светот веќе, од продавање на албуми, од земање пари од гледаност и од слушаност. Ама колку сега ви е полесно годиниве од кога постои интернет, бидејќи може само да ја поставите песната, спотот и да стигне до поголема публика, отколку кога морало со некој издавачка, нели со куќа, сега си преведувам. Па не е тоа баш од сега, MySpace ти текно од кога постои, од тогаш почнавме да ставаме. Сега е веќе многу распространето. Да. Ама исто прашање ги прашувам на подкастот. Па да, мислам дека е. Ги прашувам за Spotify. И сега некои се за, некои се многу против. Добро. Например. Не знам. За нас ќар мислам нема шанси тоа да видиме, туку може само да бидеш пораспространет и те слушаат и од странство и од тука. Така. И најчесто одговор што го добивам од овие што се као ајде да кажеш звезди или музички на запад, кои што ги слушаат многу поише него нас, е дека многу малку ги плаќа Spotify. Ма не пака и нас. Ги плаќа 0,003, значи пази не е ни 3 центи од стрим на една песна. Значи 0,003. Тоа го зборев последново со Милјенко Матиевич, кој што е од Steelheart групата, кој што е вокал, кој што пеел на Rockstar филмот со Марк Волберг и со Дженифер Анистон, типот. Он е гласот позади Волберг. И он ми се жалеше од тоа дека е многу неплатено тоа. Као не вреди. Ама мора да си присутен. Вика, значи имаш две страни на како се вика, на острицата, тоест на ножот. Мора да си присутен цело време, ако те нема те знаат, а од друга страна премногу малку платено. Значи, како ти кажам, нас тоа не ни интересира затоа што и така сме се соочили со тоа дека нема да земеме пари од Spotify, нема шанси да мене да ми платат нешто као бенд, што никој не те знае. Цедиња сега такви работи не се. Цедиња порано издававме, да, ама не, ја пак би направил ако издадеме албум или плочелица, ние добро, плоча. Ние веќе имаме плоча. Да, 2000 кога на Nobody's Slaves. Да, Nobody's Slaves, да. Имаме 2018 плоча издадено. Да, едно време беше тоа Ептен, некако се врати, па луѓе пак да собираат плочи да купуваат. Има некој бран кој што луѓе сакаат да имаат плоча да купат. Да, затоа што ја на пример никад не сум прекинал да купувам плочи на старо.
На ново се многу скапи. Немаме пари. Ама Да, не сум, скапи се, ама не скапи. сум прекинал, од татко ми останаа некои плочи. Мислам он уште слуша таква музика, ама ја мене ми ги даде. И ја почнав да си уште од 90-ти години, 2000-ти купувам цело време. И одеднаш се врати тренд. Да, бидејќи гледаш нели имаше настани Vinyl Convention, да. што беше низ парк и сега, секаде. и сега знаеш што е? Да, Vinyl Convention. Има свака част настани на сега, има чвари и на ефтен. гоца што го прават тоа. Тоа е супер. Со тоа што сите што продаваат плочи независно од ивенти, од фестивали кај што продаваат, сите што си продаваат плочи, од кога се врати трендот, многу ги поскапеа. Например, ако си купувал ти на старо плоча за 200 денара на времето или за 300, сега се 600, 700, 800 истите плочи, сваќаш. Значи, од кога видоа тренд, од тогаш ги поскапеа. Да, бидејќи мислам дека баш е тренд последни 5-6 години, Да, па може и да. повеќе, каде што и настани се прават, затоа што јас Да. знам дека од бувљак имам купувани плочи и книги, се, Да, бе, нели имам- ќе одиш кај Драшчевкаш, бе, ќе најдеш за 50 за денари. 50 денара плоча имам купено Iron Maiden, например, првиот, вториот албум таму кој беа, на бувљак. Исто. Ама сега нема, дури оние на улица што седат Да. на Македонија и Да. секаде се поскапени цените, веројатно поради трендот, а пола луѓе дома немаат никако да ги слушаат. Да, ама Нели, купува. ама купуваат. Што Да. види не е лоша работа, зашто да Да, бе, не ако нека има. да не се Коле- купуваат. Вие ја издадовте плочата откако веќе беше албумот пуштен, имавте нели и турнеја, па си издаде и винилот, така? Ние пуштивме уствари плочата ист период кој ја пуштивме за CD да се прави, ама многу не закасни. CD-то? Не, CD-то дое многу брзо. Да. CD-то го штанцавме во Бугарија во Sony, мислам, преку Соенко од Last Expedition бевме у договор за тоа. Он ни го однесе, ни го направи, ни го врати. Ама плочата ни закасни многу, се правеше у Полска. И Нема тука каде да се прави на Балканов? има у Србија, у Нови Сад, мислам, некои луѓе прават таму, некои не. Но треба самостално да си ја бркаш таа работа. Ние имавме издавачка куќа која што најде Minor Records, која што најде тој лейбл надворешен, не е македонски. Тие се браќа, двајца браќа од Србија кои што живеат во Швајцарија и имаат лейбл регистрирано. Minor Records и имаат над 100 изданија на балкански метал бендови. И на CD они ни го издадоа и на плоча. Со тоа што Знам, они вас ви заеднички- помогнале Да, или да. трошокот беше цел важно? Значи, они Не. поддржуваат Не, имавме бендови. заеднички Не, па добро, трошок. тоа е Значи, супер. делевме како трошок, со тоа што морам да напоменам дека по пола дававме пари, зборам сега како трошок, збориме, за да направиме плоча. За CD-то не. За CD-то нивна си беше таа работа. Ама за плоча ни помогна многу Wacken, не знам дали го знаеш Wacken фестивалот, најголем метал фестивал во Германија што е. Wacken имаат фондација. И ја им пишав мејл официјален од Steel Temple мејлот да не поддржат као фондација дека за да издадеме плоча. И им се допадна идеја, им го пратив албумот као MP3 да го чујат. Преслушаат, да. И као ни одобрија некои пола они ни ги одобрија од парите за плоча и логото нивно стои секаде и да ги рекламираш, да ги така. И испадна супер. А колку е работа. скапо во деношно време, бидејќи нели не е единствениот начин како што беше порано? Луѓе викаат дека е уште поскапе, зашто ние 2016-17 бркавме таа работа и ја плаќавме, 2018 ни стигна плочата и правевме промоција. На Vinyl Convention правевме промоција, by the way. И беше, сега е уште поскапено, викаат дека е поскапено од тогаш. Тогаш беше, не знам, 1500-600 евра да направиш 200 плочи. Што е смешен тираж, мислам се, и реално, сега нели треба за бенд? Да. И сега треба да ја кренеш, ние издадовме 250, мислам. И треба цената да биде... Треба цената многу да ја кренеш, знаеш, да немаш ќар. За да си барем на нула, Да, нели, да не си во... Да. Бидејќи, види сега, плоча во денешно време, освен ако самиот сакаш, не мора да имаш, има YouTube, има други канали, има како да се пренесе има бендови што музиката. дигитално издаваат албуми, што не дигитално ги издаваат и толку. И нема физичка копија. Ја барем сакам некоја физичка копија да имаме, дали CD, дали било што. Јас сега исто што имам приметено, без разлика нели дали е тоа сцена, дали е страда, поп музика, било каква, дека сега има трендови на издавање песна по песна, а нема албуми. Да.
Веќе Да, тоа го да. снема. Нема Да. албум да има, па Нема. сега ти целиот албум да го преслушаш, туку песна, па Да. после ако е добра песната спот прават, па друга, па и така Да. и албум ќе се собере за година и пол. Да, ама не го издаваат како официјално албум, туку тераат само ставаат на Spotify и на другиве и на Па се кажува дека е дел платформи. од албум. Да, на пример. Или Што како нека не знам- компилација собрана. Не Чудно знам е. тоа како се смени, Па, а кај, да. кај сите е така веќе. Да, да. Да, ова го збореше Джен Маджурова, гитаристката од Мгм. Еванесенска мене у подкастот. Као вика, не знаат денешните, сега вика неки дозвучам вика како бумер, Да, што ама не вика. знаат вика децава денешни како е дека уствари слушање на албум е experience. Значи со тоа што да го отвориш албумот, да прочиташ текстови, мирисот на плочата или на CD-то, знаеш, она печатениот мирис. Да. Сето тоа беше као дел од тоа искуство И самото целосно. одење да купиш. Да. И сега вика премногу е лесно вика на skip button. Ким пап и вика немаат концентрација, ќе чуе 15 секунди не му се свиѓа, менја цело време. И тоа е малце води кон нетрпеливост некоја кон не може спот од 4 минути не може да го изгледаат. Мислам нема толку концентрација у денешно време кај помлади. Да, и работата Не е уживаш у што тоа. и самото чекање да чекаш дека некој најавил албум дека ќе има во септември, Да, па да да, чекаш дури да. да е тоа на интернет само, ти да чекаш дека некого што сакаш да го слушаш у септември ќе извади цел албум. Да. Што го нема и работата е сега, па од друга страна со интернетот и со се што можеме музика што сме немале замислено дека никош ќе ја слушнеме или ќе ни се допадне, затоа што кога си мал и кога немаш пари, имаш одреден буџет што си го собирал или од дома што си изгревал и ќе купиш само од бенд или од некој што многу сакаш да го слушаш и тоа е тоа. Сега на интернет излезе нешто во suggestion, еден куп бендови пејачи така имам откриено од YouTube што со малце пари у джеб што ги имаш кога си мал, нема. Тој што го слушаш, ќе одиш ќе купиш и толку ти е. Да. Ја памтам кога бев дете, да што од мал сакам рок музика, што ми е од татко ми наследство, пошто он имаше касети и плочи многу. Памтам кога имав 10 години, 10-11, кога си купив први касети, меѓу првите касети ми е Guns N' Roses Use Your Illusion, кето ти двојката, кој излегува. Ја дете 10-11 години ти викам, искочи и спотови ги снимав на MTV тогаш, на МТВ ги пуштаа како е од MTV Headbangers Ball и ги снимав спотовиве, ги засакав, идев купував касетки, памтам брат ми и некои другарчиња негови или нешто, не знам, роденден ми беше, ми купија касета AC/DC Ball Breaker и тоа ми е поклон од нив, памтам дека до југото не купија, ми ја донесоа. И памтам дека тоа ми се први 2-3 касети, Iron Maiden нешто, Seven Sun албумот, ама тоа ми се касети што јас сум ги добил и што сум купил. А од татко ми имам остаток касети од 70-80 и пред тоа сум вртал касети, нели, као дете. Као, не знам, прв омилен бенд ми е Дивља јагода, например. На 3 години имам аудио касета како пеам мотори. Ми снимал татко ми на аудио касета и ја пеам мотори. Имаш спомен баш 84-та година, разбираш, дете. И од тогаш сум фан на рок музика од 3 години. Добро, значи и самото свирење и ова исто со многу луѓе го зборам и мислам дека е можеби досадно за луѓе што цело време слушаат, ама јас не верувам лично во тоа дека повеќето луѓе што се занимаваат со уметност се ултра талентирани родени, бидејќи мислам дека се е прво изложеноста, а потоа колку некој работи, бидејќи ако тебе од кога си роден а некој ти пушта музика дома, затоа кога си пробал да свириш на бубен, си имал чувство за ритам и знаеш да препознаеш работи. Значи тоа е изложеноста, бидејќи ја например управо си. Ја например многу ми е при срце, татко ми го слушаше многу као зашто он е уметник исто, сликар. И памтам кај него во ателје 7, он слика и пушта на Pink Floyd Dark Side of the Moon цел албум. И мене ми у срце тој албум затоа што сум го слушал као дете, као многу малечко кај него дур сликал. Да, ти останато меморија така убава. И онака, тој ми албум онака. Бидејќи јас имам пријателка што работи илустратори, незините деца никогаш не биле, ајде да кажам, терани
нешто да цртаат и да прават Да. и он има дома забележано и видено како Цртат. низините деца цртаат. Да, Што да. се зачудила како може така да цртаат децата, што не оделе на часови, не барале да им се купи нешто и кога најнаш гледаш дека детето како знае да црта, веројатно и тебе тоа така ти е. Да, ама мислам дека не е само од гледање, туку го носиш и у себе како Да. ген, како ген го носиш. Ама у е себе. изложеноста. Изложеноста, да, и тоа и заедно го прави. Бидејќи на некој што никако не бил дома изложен на било Да, каква уметност, потешко ќе му биде во било што да, Така не е, знам, да така е. влезе, затоа што Така не е е, исто. па да, и сега кога имам деца гледам да се присеќам на тие моменти као ја кога што сум растал, татко ми ги правил тие несвесно. Ама јас ги правам свесно тие му работи. било такво, да. Ама ја ги правам тие свесно тие работи сега за моите мали да знаат што е цртање, што е уметност, што не им покажувам ја, ама знаат. Баш ради тие причини, зашто сакам да им, знаеш, сакам да се образуваат као јас што сум се образувал у стилу, не знам, да им се свиѓа рок музика, да биде поширок диапазон, да не биде као заглавено само у едно. Даде музика има сега на претек да. и цело време нешто ново излегува. Да. Спомнавме дека сите работите по 100 работи, музичарите, артистите, ама ти си може не меѓу еве јас од тие што ги знам, меѓу ретките што пак тебе и другите работи ти се тесно поврзани со уметност. Значи Да. ти не си програмер или да работиш во банка и во слободно време да свириш. Туку ти си онака нели фул во уметност. Сестран уметник би рекле вајда. Да, не и знам. колку едново со другото е на некој начин поврзано, ти помага изразувањето, во изразувањето, па и за свирењето и за цртањето. Колку се поврзани иако не се слични сродни уметности? Па поврзани се многу, затоа што ја например кога и на времето и сега, кога цртам пуштам музика да слушам. Значи не можам да цртам без да слушам нешто музика. Значи како ти кажам, тоа е дел од инспирација, дел од дури и естетика, препознаваш форми и таму и ваму, само што се на различен начин. Ама како арт форм во музиката можеш скроз да го пренесеш тоа и на цртеж, на дизајн, на било што. Значи зборам во аспекта ликовен уметник, сега да речеме ликовна академија завршено и дали цртам, дали сликам нешто, дали правам графика некоја, дали правам графички дизајн, некој затоа што работам или графички дизајн. Има сличности кои што не се видливи, ама како не знам да ти ги опишам, ама се дел од тој арт форм кој што ти можеш например како естетика да го запазиш и таму и таму. Тоа е работата. Тоа е работата. Затоа има се страни уметници кои што сваќаат и тоа како уметност, и тоа како уметност, и дури и пишување текстови, например за бендот пишувам. И тоа е еден вид на уметност, нели, пишување. Пишувањето, да. Не само ја, него и Дарко Блуз кој што ни свири Сајзар и он пишува текстови, ја и он ги пишуваме за бендот. И тоа е видно уметност, така да ете у некои си три уметности сум навлевал. Па добро, јас мислам дека тоа некако и да не ти е работа, нели било како, дека ако природно имаш растено така, сите што имаме така растено некако, поинаку ти се развиваш и како личност и се, и луѓе што обично, нели тоа исто како со актерите. Да. Голем дел од нив свират, пеат убаво, некако ако си креативна личност, и самиот ќе најдеш начин како нешто плюс да научиш. Тоа е интересно што ако се бавиш со една или со две од тие уметности, многу полесно ќе научиш како јазиците. Да, многу полесно ќе научиш таа, например, еве сега да земам да глумам, полесно ќе научам јас од некој што не се бави со ниедна уметност. Ме сваќаш, има некоја сличности. Исто како јазиците научиш како да учиш нешто ново, претпоставувам. И баш само до тоа што сме се дружеле ние како се дружиш, тие се круговите. Тие се круговите, сме се дружеле со драмски, сме се дружеле со музичка академија цело време у тие години дури сме студирале заедно. Тоа е башка. А сега сликаш нешто, работиш у тоа поле, освен работава што дизајнираш? Па не сум повремено сликам. Мислам нешто што би било, нели, претпоставувам дека ти онака сликаш за за себе. За себе, ама Повремено си правам некој циклус полека и не сум имал изложба од 2018 или 19 од пред ковид. Тоа што имав последна, мислам 2018 како
соло изложба. На групни сум учествувал и на некои колонии после тоа. Ама си правам полека некој циклус, сликам повремено. Не онака да се, знаеш, кога немам инспирација моментално или кога има еден сликар Сашо Поповски вика јас сум кампањски сликар и он рече тоа за себе. Вика кјутам ме нема и одеднаш ќе почнам и кога ќе добиеш муза или инспирација одеднаш почнуваш да, знаеш, го фаќаш циклусот, го фаќаш редот и знаеш да направиш цела изложба за година дена, например. А и за тоа колку е важно постојано да сликаш, не за да направиш изложба и нешто да се покаже пред публика, но колку е тоа работа, бидејќи тоа исто имам зборувано со уметници, дека не дека се заборава, ама излегуваш од форма ако не сликаш постојано. Па така е, да, треба цело време нешто да чепкаш. Зашто ти си школаван за тоа, вие учите техники, не дека и тоа не се научува, не е се талент. Да. Имаш ти луѓе што цело време работат, цело време цртаат и сликаат, ама најчесто се тие што живеат од тоа. Ја например не живеам од тоа и не можам да го работам секој ден. А има луѓе што секој ден цртаат, секој ден сликаат. А ти треба време после да се вратиш около се како поише време правиш пауза. Да, ама тоа е многу кратко време. Како точак возиш. Многу кратко, например, за некој ден ќе се вратиш у форма. Барем за мене, не знам за други. Да, ама е важно сигурно, мислам, нели вежбањето, тренингот и тоа. Исто кој што и музика е важно. Сега не сме правеле проба 2 години, например, да седнеме, па ни треба време малце да се уходаме, да почнеме да. И за се има техники, јас пак ќе кажам, не верувам јас стрикно во тоа дека има ултра талентирани луѓе, се е работа и се е изложеност. На факултет во средно, нели сте учели со глумци, што сум зборувала, се учат техники, се учи како се прави, што некој да е дудук, сега гледам има часови некои приватни за сликање, па имам гледано пријатели што биле, па на крајот се тој може нема као тебе да слика, ама ќе научи според некои техники тоа да изгледа естетски нормално. Да, има како не. Мислам, ова тие часови што ги држат се уметници, така да. Да, знаете вие финти. Знае да пренесе. А колку во денешно време, бидејќи еден куп академии, нели, се отворија низ годиниве, на YouTube има еден куп туторијали за... Ја предавам на академија. Да, за графички дизајн, ама колку па сега и AI-от и тоа што овие гранки вие што ги работите станаа многу достапни, колку тоа на пазарот на труд, да речеме, некако сега се забележува, бидејќи јас, моето лого е направено од пријателката што ти ја зборев, илустраторката, што... Супер лого ти е. Да, значи она што, како го викате тоа, од нула го нацрта, значи јас си пратив мои фотографии и насоки и она рече јас ќе го нацртам и требаше тоа време да помине нели додека го среди. Да. Ама како е сега на пазарот на трудот за вас, бидејќи мислам дека не дека е пренатрупано, ама и јас со моите скромни познавања веднаш ќе забележам ако некој стварно е за тоа школован и го учел и ако е уметник, тоа е веќе плюс се гледа одма. Па сега со користење на AI, што викаш, на вештачка интелигенција, се уште не е толку напредната да може например да ти направи комплетно тоа што го бараш и да го искористиш. Може прават некои, гледам диджитал маркетинг постови некои такви, ама ги изгледаат смешно и ефтино. Пример, не знам. Скоро видов DHL, мислам дека имаше. Цел серијал со artificial intelligence постови и беа малце ми изгледа како ти кажам. Се забележува. Како кринж. Да, се забележува одма. И не изгледаш убаво. Се гледа дека е тоа, знаеш, формирано така и направено и само додале букви, лого и такви работи. Не изгледа убаво, се уште, според мене. Ама може тоа ќе се усоврши, не знам. И мислам дека графички дизајн се уште требаат луѓе што ќе го работат, што ќе имаат своја интелигенција да го направат, а не вештачка интелигенција. Тоа е само, викаат, само тул, нели, да ти помогне. Може би во копи, во... Да, мислам, убаво што постои, бидејќи за многу работи може да ти помогне, ама не може после... Пак треба ти да седнеш да го сработиш. Па да. И... Сепак мислам дека нема да влијае толку многу. Више и дури кога почна, можам да кажам дека почна не да... Тие што залетаа да го користат, дури имаат и луѓе од станото без работа, сега некако гледам дека се предомислуваат, знаеш. Некако не е така лесно како што мислеа, веројатно. Треба тој што треба да седне да го направи,
треба толку перфектни насоки да му даде за да го направи тоа како што треба. Јас гледам, на пример, мене за мојата работа ми помага многу, бидејќи некогаш ти треба да истражиш на одредена тема. Тоа да. И сега замисли ти на 100 места да треба на Google да бараш. Да. Па дали била стара веста, дали била нова веста, значи ми треба да разберам за одредена тема доста информации. Да, ама тоа тебе не те ништи како новинарка. И ти помага многу, значи. Да, ама немате поништо како новинарка. Значи ние треба да сватиме дека треба да ни биде како помош, бидејќи утре ти кога ќе треба да ја сработиш темата или сега треба да одам во Бугарија, треба на сцена да зборувам. Ако мене седне еја или некој човек ми го напише, јас треба на таа сцена да се брукам, нели? Ако тебе не те бива, ќе се види дека ти не си го напишал. Да. Ама убаво е како помошна алатка за сите уметности и исто интересно што забележав, затоа те прашав, бидејќи некако нели во овие професии се натрупа, мада не е програмирање за графички дизајн или ќе те биде или нема да те биде, бидејќи малце треба некои други скилс да имаш, не да се научи да се кодира. Ама имав забележано на една пријателка кога незиното дете, што иначе многу добра црта, ама бидејќи нели по други помлади генерации, бидејќи е научена да црта само на таблет. Добро. И на приемниот на во уметничко, не знам дали средно имаш ти уметничко или само факултет и средно уметничко. Уште се приемните такви каде што треба мртва природа и некој портрет, или не знам што е на приемниот, ама мислам дека тоа е приемниот, да. И бидејќи никогаш физички нема толку цртано со пенкал, со молив, со молив цртате, така? Со јаглен. Со јаглен, да, извини. И дека и било многу тешко да го помине приемниот. Колку е важно, ајде да речеме, да одиш пешки, да научиш први во оваквиве креативни работи, иако постојат и компјутери и напредни нели технологии, да се научи да се црта на хартија. Па понатаму да се учат другите работи на таблет, на компјутер. Мислам дека е добра основа тоа, знаеш. Мислам дека треба да се помине. Барем основните работи, кои да се тие некои темели. Треба да се помине тоа, за да се зависи он може уиднина сака да биде илустратор само на таблет, да. Ама мора, мислам дека треба како основа да се помине, знаеш. А колку тебе ти помага таа основа? Па помага како не. Бидејќи нели сега добро, работиш само на компјутер, ма веројатно ако правиш скици некои на хартија. Скици на хартија. Сега може скици да прават они на таблет. И на таблет знам дека прават луѓе. Ама колку помага, бидејќи некако се занемари тоа дека сега таблет и компјутер има и дека ова другово не треба. Па не знам за ова помладиве, не знам. Ја уште ги сум old school и си користам и хартија и Јас сега ни дома не можеме да се разбереме, ја не можам на тоа да попреминам и кога да мина со станоци и себе, бидејќи си има луѓе си со таблет, со телефон, си запишуваат во календар, си пишуваат, ја морам тефтерче да имам. Да. Некако ти е така како сигурно дека на вистина е запишано. Да. Као old school. Да, тоа ти е као готово, као писмо светом, тука стои, знам дека стои, а не дека така се у денешно време така побрзо ќе ти се изгуби отколку на телефонот. Ама веројатно се, не знам, навики. Навика е, да. Навика се, треба да преминеме таа навика, ама добро, не мора да значи тоа дека не треба да постои таков приемен, зашто реално ти идеш во уметничко школо кое што мора да го поминеш за да влезеш во да научиш и графички техники, да научиш па сега и тој смер е многу популарен исто нели за графички дизајн, за мултимедија. Сега тој е многу популарен, бидејќи нели. Да, е. И им дојде чудно кога треба да сликаат со рака, не на таблет, нели, зашто мултимедија, а видов дека низ годиниве, не знам ти кој си се запишал колкав бил интересот општо за уметничко, но годиниве, особено за мултимедија, е тепање да се запишат. Да, тогаш немаше мултимедија како тоа е ептен нов е, сега е. Па не знам дали е нов, може да има некое време, не знам. Колку има? Една генерација, две ако се поминати поимањем, зашто ги гледам од време на време кога поминувам, ама вие таму нели секогаш се зафркам како секта сте виле, пошто се малку и сите се дружат нели у школото. Така тоа било од секогаш и гледам дека уште мало. Тебе ти беше тежок тој приемен се или ти беше олеснителна околност бидејќи со татко ти дома? Па добро, и тоа и вежбав доста пред да не ми беше тежок, не знам, бев меѓу првите што примеа графика, трети. Бев меѓу првите примени, така да не ми беше тежок.
усредно и не ми беше тешко и на академија. Имаше и пред тоа подготовки некои. Така бев, мислам, го сакав тоа да го правам. И уште ми помага, ти викам, тоа цртање, за да можеш да поставиш слика, мора да знаеш да црташ. Да правиш слика, збориме како масло на платно или како акрил на платно. Пак помага цртање сега и за тоа. Тоа е тоа. Да, мора да го знаеш. Па да, мора. Ке те прашав бидејќи нели пред да почнеме да снимаме зборувавме за фестивалот. Од каде идејата фестивал за деца да посветите? За Литера фестивал. За Литера фестивалот, Литера да. фест веќе 6 години работи. И е доста успешен, да. баш има посетеност. Па највеќе е идеја на Софија Семенпеева, која што ми е многу драга пријателка. И старо сватови сме. Која што работи со својот тим од Ефектива агенција и нејзина идеја е, ама не собра она како група на блиски пријатели и рече да правиме фестивал детски, кој што занемарено е тоа, ова немало детски фестивал за илустрација, например, за литература тогаш немаше. После се појавија уште еден или два. Но кога почнавме како идеја, беше у зачеток, немаше неколку години пред тоа го спремавме, да почне првиот. И направивме голем бум со изложбата на Димитар Кондовски, например. Зашо Кондовски, илустрациите на Димитар Кондовски не беа никогаш изложени, као своја изложба. Никад. А негова идеја исто така била да направи фестивал тоа време, детски, и изложби на илустрации. Го надовме како исечок од весник, што го кажал во 70-80 години. И го направивме тоа и голема изложба испадна многу успешна. И баш во многу убав момент, затоа што годиниве од пред короната наваму има еден куп автори што издадоа детски книги. Има баш сега бум на детски книги. Има по неколку книги што издадоа и не по неколку, од автор по неколку книги. Мислам, баш има бум на детски книги периодов. И тогаш почна да се случува пред тоа почна да се случува тој бум. Мислам дека пред да направиме првото издание. И во короната седеа сите дома и купува и пишува и се збореше по интернет. Да, првото издание што го направивме на фестивалот беше групна изложба на илустратори и направивме зашто беше првото беше у Музеј на современа уметност у МСУ. Многу беше посетено, вака имаше и деца и родители. И направивме изложба на млади илустратори, како посебна. И направивме изложба на стари илустратори уште од времето на Југославија, наши македонски илустратори. Како групно. Собравме дела од многу автори познати, што сме ги секојдневно сме ги цртали, сме ги разгледувале и читале како деца. И испадна толку успешно што до година го направивме тоа на Кондовски. 2018 или 2018 мислам дека беше првиот фестивал. 6 години, пред 6 години. Да, ма и доста траи, баш има програма богата. 2 години го правиме по 5 дена. Претходно беше помалку. Што значи дека има и потреба, има луѓе тоа што го работат, ама не ги собрал никој нели на едно место за да потполниш ти 5 дена на фестивал, тоа е баша работа. Да. Мислам дека и годинава беше со 5 дена. Со Турција, во фокус што имаше од Турција, ала не беше Хрватска. Да, па добро, тоа веројатно така и нели ќе продолжи малку, да некоја со работка. Ќе гледаме така нешто да биде, да. Затоа што е интересно и не сме ни знаеле, мислам, кај ќе ти текне детски илустрации од Турција, некој да прогугла да гледа, ако нема тоа професија, вака ќе одиш, што се вика, ќе научиш. Ќе разгледаш изложба добра, да. Ќе научиш нешто ново и буквално, нели. И детски ивенти, нели, за деца. Пред да имаш деца, јас тоа со многу луѓе се зезам, не знаеш колку работи нема за деца у Скопје. Да, така е. Нема каде да се освен у игротека. Абе, ја не простувам на задниве на претходната, како ти кажам, на претходните власти, кои што не остаја без Луна парк. Керка ми има 10 години скоро, не видела Луна парк у Скопје, нема. Тие 10 години, знаеш. Нема веќе, нема ни оние. И ни растат децата без Луна парк. Нема веќе ни оние, осам по некои мали места, нема веќе ни оние
пазарџиските на земја доле рингишпил и такви текнува, ни тоа нема. Као на рингишпил да одиш за 20 дена. Нема ништо. Со пуканките. Нема настани за деца. Ретки се многу. Ако не ги створиме вака како фестивали некои, кои што веќе има, мислам дека нашиот и уште два мислам дека се фестивали за деца, кои што не знам, така некако сите пробуваме да направиме, сите бараме спонзори, крпиме, правиме за да го направиме и на крај Види секогаш е добро да има повеќе, бидејќи тоа цело време го зборувам дека ние без конкуренција во било која професија не можеме, не во било која професија, во креативните професии ние не можеме да одиме напред ако немаме конкуренција. Било што да се работи, што е за ентертејмент. Затоа што луѓето може да живеат без детски фестивал, ама ако го има е убаво. Ако има 5, ќе биде уште поубаво. Да, така е. Затоа што ако не сваќаме дека ваков тип на монопол не е убава работа. Треба од вашиот фестивал да им текнуше на 3 екипи да направат. Веројатно, зашто ние го направивме и после тоа искочи уште 2. И е баш убаво, нека искочат уште 2 другата година. Ама не се гледаме како конкуренција, се знаеме со луѓето. Не, зборам, тоа е здрава работа. На таков начин, мислам. Ама сме се подржувале со истите тие луѓе, значи они доаѓаат кај нас и некај. Да се надпреваруваме за убави работи без да сакаме да заебеме некој. Добро подкаст ќе кажам со без да заебеме некој. Да, ја сама од навиката од други медиуми. Гледаш, и ти као се поддржуваме како подкасти, ти ме викна мене, правиме муабет. Не, јас кажав тоа, мислам на неколку луѓе што ми гостуваа во подкастот, дека без разлика, например, на некои луѓе како тебе, што не ми се во близок круг, што не ги познавам кузни колку и колку добро, но има така неколку луѓе што од почеток верува во идејава, ме поддржа, бидејќи нели па што кошта некого да поддржиш и да го прашаш дали му треба помош. Да. Мислам, шер на Facebook нека, не дека тоа мене би ми донало пари или тебе, ама мислам дека и онака сме мала земја. А јас не ти кажав за подкастот, уствари како ми текне кој идеја. Ја уствари го знаеш дека имав една емисија на Бла ТВ, имав една емисија за... Да, ама они многу кратко постоја и баш ми е крива. Бевме, не знам, не полни 2 сезони, 1,5 сезона. Имав емисија, се викаше Метал Машина. На Бла ги следав, ми текнува се што Метал Машина и правевме интервјуа на чопери седнати со познати, што доаѓа да гостуваат, например, странски музичари, правевме директно со нив. И седиме така пред пар години со другарот Васе Буралиев, кој што е од Music Non-Stop Today, го знаеш, мислам, Васе. Да. И огромна благодарност на него затоа што он ми помогна, тоест он ја имал премата да правиме подкаст. Он има добар апарат, добра камера, студивце, тоест студио, канцеларија и ја имам знаење околу тоа и почнавме да правиме. И на тој начин влеговме, он ми вика, окей, да го направиме ова, што си водел емисија, порано да направиме подкаст, ја му реков, да, сакам да правам тоа. И почнавме така. И така испадна. Заедно го правиме тоа веќе колку година дена скоро. Не те прашав преска на почеток за тоа кога почнавме да збориме. Каков е одзивот? Мислам, зборувавме дека најмногу македонци во Америка се гледа, но како се задоволен, мислам, од бројкиве од одзивот? Па доста добри критики, мислам, нема негативни критики, се е окей, не знам, има некои, на Facebook стоиме со највише followers, кој што гледам, не знам, 1500 може да би, сега за сега. Мислам дека YouTube валјда за брзо време ќе стигне 500, кое што гледам дека е дури граница за монетизација е 500 нај минимум. А Instagram исто се околу 500, со тоа што ја имам и приватен Instagram на кој што шерувам све, тоест како си като collaboration, да. Таму имам ја скоро 2000 и плюс на другиот имам околу 500. Така да не е лошо, и на TikTok имаме околу 500 следбеници. Добро, не е само поради... Сега за сега е, како ти кажам, кога ќе собереш не е толку лошо во views, само ама цело време гледам дека иде нагоре. Расте, така да тоа е добро. Па тоа ми дава добар знак. Мислам најдобро дека е, пошто јас гледам со подкастов мој, дека никако завидливо, значи сега ајде да ги ставиме на страна колку иде, мислам, глупав муабет, да ги ставиме на страна колкави се бројките,
колку гледаат, колку каде те следат. Вистинска видливост видов јас после една година, во смисла на соработки, добив летото награда од гласник на невидливите, тоа е од македонската платформа против сиромаштија. Те викаат по медиуми, добре, аз сум и од медиум, ама некако почиња да си го наоѓа своето место и сега кога не работиш нешто што е жолта штампа и нешто што е кечи во тој дел каде што се не продаваш голотија, глупошти и трачови, е многу тешко. Сега ти треба време да навикнеш публика, дури да не ја интересира музиката што ти ја слушаш и ја промовираш преку подкастот, зошто да не за White Snake секој слушнал така и да не ја слуша музиката. Зошто па да не го слуша гитаристот што е од таму, пејачот, било кого, од познати бендови. Публиката треба да се навикне да слуша нешто што е културно. Бидејќи мене веќе ми се смачи, луѓето сакаат турски серии, не сакаат луѓето само турски серии, нема што да гледаат. Па да. Бидејќи јас некој од твоите гости, ни бендовите сум ги знала, ни па луѓето, зошто да ќе пуштиш нешто, ќе разбереш, ќе чуеш. Да. Сега некој правил у светов турнеи 40 години постои, па валјда ќе каже нешто интересно. Не може да не каже. Од секој од нив може да се научи нешто. Да, видејќи некако претеравме и ние во нашава мрза, ние мислам како општество дека народот сака шун само, јас не се сложувам дека е така. Нема избор. Па нема. Сум реални да бидеме, нема. И мислам тоа е, треба да направиш ептен некој фестивал за да дое народ, да види добра музика, или да направиш што рековме фестивал за илустрација и за детска литература па да дојат, иначе нема што да ги привлече да дојат. Па еве ги на Ева Скопско на 100 години која гужва беше, мислам градов вака не бил гужва као крај на светот беше. Колку имаше гужва, што значи дека луѓето сакаат убави работи да слушаат, да слушнат бенд некој што сега ајде, некои од тие бендови нели изведувачи не се кузни колку активни во моментов, не снимаат, не прават нова музика, ма луѓето сакаат додат и еве, имаше само наши изведувачи, немаше српски певајки, немаше ништо и луѓето отидоа и ареа ја слушаа, зошто да не отидат? Да. Па добро, они не свирено одамна и затоа луѓе се слушаат. Да, не е дека луѓето не сакаат квалитетни работи. Како не сакаат. Зашто секој од нас, јас сега на секакви фестивали во Скопје одам, секакви, не знам ни да не ги знам авторите на книги на се, ама одиш зашто нас ни фали нешто што е културно, нема. Сакаат само треба да им го понудиш, тоа е тоа. Да нели сите обратно викаме, ве сега нема да снимам подкастот, гледаш, не знам, немам милион, немам 500.000, зашто луѓето не ќе да слушаат културни работи. Јас не верувам дека луѓето не сакаат да слушаат културни работи. Па не, ја не верувам у тоа, ама треба да го имаат како опција. Види, пошто немало веројатно вие и многу луѓе во креативна работа, што се дали се музичари, дали се писатели, што и да се, колкава и публика да имат, ако толку никој не ве слушал и немала потреба да постоите, немаше да имате никој бенд. Па да. Ке се распадневте после 5 години сите и немаше да има музика. Да, па така е. Мислам што кај нас е интересно што луѓето што би отишле на Гоце Саф, на рап, што би отишле на некој друг бенд, што би отишле дури и на Дина Јашари, се истите луѓе што ќе дојдат и кај вас, таа е нели публиката што движи во тие кругови. Малце, да, некои ќе се погодат исти, некои малци има и поразлични шудат само тоа. Ама немаме ние таква јасна поделба, луѓето што шудат на свирки идат. Идат на свирки, да. Што и да ти се понуди. Така. Што сега со подкастов спремаш ново, имаш? Па сега имам стално снимања, гости. Да. Во план. Да, имам веќе снимано уште една епизода, 2. Сега следна недела ќе снимаме уште една. Ама ги снимаме пред време, па после ги пуштаме, нели, после недела, да? И за да немаш стрес, да, и има, да, и има така, се договарам, снимам. Некојаш ќе снимаме 2-3 унапред. Али имам план гости, имам веќе размена на мејлови со нив, така да ќе тераме. А албум кога да чекам или да се соберете? Не знам. Не можам да кажам, пошто
Ако биде, биде. Пошто еве гледам сите снимаат, смат нели објавуваат и они песна по песна, спотови нешто снимаат. Гледам дека некако се ми излегува по Фејсбуков и со луѓе што сум зборила, сите снимаат сега баш. Да. Се снимаат, па некоја промоција ќе има вајда годинава другата. Не знам ако биде нешто. Оваа година тешко. Ама можда другата. Ќе видиме, не знам. Треба да ги убрзам малце другиве. Да, ти уствари си кажа дека твојата работа сработена е. Да. Треба да ги убрзам другите да видиме ако нешто сакаме да направиме, ќе направиме. Ама Да, ќе те прашав зашто ти е тебе работата сработена, ама нормално дека снимат инструмент по инструмент, Да, нели? да, Не е да. радио емисија во МТВ Да, на не времето. одеднаш. Дел по дел. Ама тоа мислам дека никогаш не се снимала или има бендови ситуации каде што луѓето снимале Не, има заедно. Има и заедно. Има и заедно. Така ама не е има и многу, сам по сам. тоа не е многу потешко бидејќи еден ако сгреши Потешко се е, да. враќате назад. Да. Вака ти сам за себе си крив. Од поише тейка ќе снимиш нешто. Знаеш. Да, бидејќи нели не, а вака еден ако сгреши, а другите Пак не треба си тоа се. поново, да. Може некој да може помињајте ги бъдат перфектни, ама сгрешил другиот. А имате свирано така некаде на, мислам не, имате сигурно. Памтиш некои гостување каде што сте гостувале, да речеме, во живо, каде што Да. имате свирано? Да, имаше на МТВ пример свиревме уживо неколку песни, имаше Крле од Дејов водеше емисија. Добро. Да, Крле од Дејов водеше емисија пред 20 години. И не викна ајде да бидете бенд у студиото и свиревме неколку песни И наши. ви беше тоа како, не знам, притисок, тешко, Не, бидејќи први не, се снима Па или? не. Сме свирале по фестивали многу, тогаш свиревме многу клубови и бевме испраксирани. И не ти е ништо, освен Не. што е во студио, не Па ти, да, не и ти ама и менува да- тебе многу Пази, нешто. живо си и да утнеш малце нешто не е проблем. Ќе продолжиш у моментот. Па тоа и кој ќе разбере, сигурно секогаш грешите. И у македонска телевизија, у тие М2 студијата, кај што се снимаше, кај што се снимали легендарни албуми на Лепи Сол, на Бело дугме, снимавме, ти се на ленташи се уште, не беа дигитални тогаш. 2001, втора. Снимавме демо, 3 песни, таму. И така снимавме сите одеднаш, по поише пати, до него свириме перфектно. Само вокалот мислам дека на крај го преснимувавме и со лажи, така нешто беше. Ама имаме снимено така, као одеднаш сите. Значи тоа, види па и Искуство. И за во живо што кажуваш и за грешењето, тоа веројатно само вие ќе забележите дека Па сте да, сгрешиле. Да. Некој од публика и да е музички образован, и да е музичар, сега никој кој ќе ти иде на свирка не гледа кој кај изгрешил, не, Да. не мери некој Да. дали грешка направил или фалш дали е. Јас сигурно сум била на многу и секој од нас бил и на концерти и на свирки кај што музичарите грешеле. Тебе ти било убаво, не ни забележуваш, пошто мислам па, дека Јас сум бил на, сум бил на фестивали кај што Металика сум ги гледал и Металика сгрешиле, па не ми е тоа фрка. тоа е жива, мислам нели, жива работа, Да, жива да, правиш секој ден жива правиш и материја, ќе грешиш. Фала ти Урош многу, ќе снимаме повторно се надевам, нема да биде во ваков сетап, пошто со тебе има на многу теми што да се збори Фала ти. и не сакам ова да отиде у еден подкаст. Па добро, да, ама ова беше супер Ова увертира разговор. нека биде. не супер разговор и доста теми. Начнавме така да фала ти многу на поканата да бидам у Анекта. Фала ти и се гледаме. Јас, освен ако не научам да свирам во меѓувреме нешто, ќе мора ти да дојдеш во Анекта. Ајде ќе се договориме пак. Фала ти Ептен на поканата и на поддршката. Тоа е тоа. Чао.